Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание, уште повеќе што ќе говориме за една многу, како да кажам, актуелна тема и која што е еден многу чест проблем кај нас, ќе ни каже и мојот соговорник денес што е тоа така, и се надевам дека се тоа што ќе го говориме ќе биде од ваша корист, уште повеќе што знаете и контактна отворена емисија сме, па доколку имате некое прашање ќе може да ни се јавите, да искомуницирате со нас, односно да поставите прашање до мојот денешен доктор, одговорен кој што е за денешната тема и ќе се обиде да ви даде насоки. Еве вака само за најава, значи денес на моје големо задоволство во студиото на ТВ Сонце доктор Сашко Николов, кој што е интервентен кардиолог и ни доаѓа од клиничката болница од Штип. Доктор Николов, ви благодарам што одвоивте време и многу ми е драго што денес сте дел од ваш термин. Ви благодарам прво на поканата, ми е драго после 10 години, да, мислам и повеќе да се видиме повторно кај вас на гост. Не кажав само што ќе ни биде темата, проширени вени, нешто што е навистина многу чест проблем кај нас, па еве вака да се надоврземе зошто и колку е чест проблем кај нас, односно кај нашето население. Па скоро во секоја емисија, па и на секое предавање кој што го имаме во медицинскиот спектар на делување на нашите работи, кажуваме дека општата статистика за проширени површни вени на нозете е некаде, светската статистика по популација по нации е некаде околу 40% од целокупната популација. Тоа е скоро половина. Тоа е скоро половина, да речеме, и е голем процент на пациенти со проширени вени, меѓутоа во нашата држава бројот на пациенти со проширени вени изнесува и над 50-55%. Што значи дека македонското поднебје, да наречеме можеби балканското поднебје, дали начинот на живот, дали работите, дали не знам економската, социјалната состојба во секој општество, предизвикува една значително загрижувачка зголемена бројка на пациенти со проширени вени, дали се тоа мажи или жени. Генерално процентот на проширени вени кај жените поголем, меѓутоа во нашава држава бројот е 50-50, може да кажеме во однос на мажи и жени, за разлика од останатите земји нормално. Така. Што значи проширени вени поимот? Како да го објасниме до нашите гледачи? Ние сите во еволуцијата на човечкиот организам, уште кога се развиваме како фетус, па понатаму кога излегуваме од утробата на мајката, значи имаме васкуларно стебло. Тоа е поделено на артериско кое што ја носи крвта до крајните делови на телото и венски систем кој што ја враќа назад во срцето, нели да се реоксигенира повторно, да се извадат тие штетни материи, токсични материи кои што ги собира венската крв и повторно ја врати крвта назад во артериската циркулација. Венскиот систем се состои од вени кои што се делат на површни и подлабоки вени. Длабоките вени се тие вени кои што имаат еден, да речем, негативен притисок, вакуум, да речеме, од директно поврзано со срцето, и они имаат една поголемо струјање на крвта, пасивно струјање на крвта. Додека кај површните вени тоа е уште поуспорено, ради тоа што тие се закачени на длабоките вени. И ние кога ги гледаме нозете, ги гледаме оние површни вени што доаѓаат директно под кожата. Така. Што се случува со овие вени? Овие вени се многу склони на надворешна траума. Ние дали ќе се чукнеме, ќе удриме кожата, ќе го удриме мускулот, скршиме нога, не де Боже, или било каква траума на екстремитетот, предизвикува воспаление на таа површна вена. И кога ќе ја воспалиме површната вена, таа веќе губи својата еластичност и таа почнува да се шири. Каков е системот на функционирање на вените? Вените имаат одреден диаметар што би требало да биде некаде меѓу 3 и 4 па и 5 милиметри на долните екстремитети. Збориме за вена сафена магна и тоа е големата сафенска вена која што собира крвта од кожата, од мускулатурата на нозете. Така. И таа треба да биде меѓу 3 и 5 милиметри ширина и точно на секој како буквално како спратови се наоѓаат така наречените венските клапи. Тие доаѓаат како еден падобран, како чадор делуваат. Дозволува значи да се собира кога ќе крвта иде према срцето, а кога ќе треба да се врати назад, тие се отварат и не дозволуваат да се враќа крвта назад. Меѓутоа, кога вената од 3-5 мм ќе отиде на 7-8 мм, ние веќе имаме гап меѓу горната и долната клапа. Што значи дека ние крвта почнува да се враќа назад и да стои во венскиот систем. Секој нареден ден, нареден месец,
Тоа стоење на крвта предизвикува уште дополнително проширување на вената. Така, затоа се викаат и проширени вени. Така. И како ќе поминува времето, така вената шири, ние го викаме тоа инсуфициенција од лесен, умерен или значаен изразен степен на рефлукс на вената. Значи рефлукс значи враќање на крвта назад, не може клапите да ја задржат крвта назад, туку се враќа назад и тоа се гледа на Доплер диагностички преглед и веднаш знаеме дека таа вена со текот на времето ќе направи проблеми. Работата е што со години наназад третманите за вените биле носење еластични чорапи, така, и обично тоа го препорачуваат, некои креми, така. Масти, земање на диосмините кои што се лекови кои што го спречуваат воспалувањето на зидот, меѓутоа ние ја занемаруваме причината за воспалувањето на зидот. Не секој причината може да биде внатрешна во крвниот зад. Таа може да биде и надворешна причина. Може да биде едноставно ортостатска причина да човекот стои нашите работни места сега. Или ако седи премногу долго. Или премногу седење, или пак гојазноста, стомакот кој ќе притиска на длабоките вени на самите препони. Тоа предизвикува застанување на крвта во венскиот длабок венски систем, а ретроградно ја проширува и површната вена. И ние кога ќе земеме повеќе фактори, на крајот доваѓаме до систем каде што голем процент од македонската популација имаме лесен до умерен рефлукс на вените, а веќе над 50% имаат и изразен рефлукс кој што дава една значајна тегоба во поглед на болки во нозете, кои што се буквално јаки како со шајка да го бушите мускулот, таква е таа болка да постоите малце, една жарење, жежина во нозете, една тежина во самите стапала, како многу често пациентите го опишуваат како да имам песок во чевелот, така ги чувствам нозите тешки. Многу битен податок е навечер грчеви и болки во спиење, кои ќе легнат да спијат пациентите со проширени вени, имаат јаки грчеви во листовите и тогаш нели земаат магнезиум, па кичмата да ја провериме, па друго и се занемарува венската инсуфициенција и веќе кога ќе влезат во тој градус 4:5 почнува веќе промена на бојата на кожата, на подколениците. Првин почнува со црвенило, па потоа со модринки? Па може да биде црвенило, кај некој директно почнува со менување на потемнување на бојата на кожата. Тоа се јавува како резултат на тоа што површната вена ја притиска кожата од внатрешната страна и самата кожа си има своја циркулација, микроциркулација. И тогаш доаѓа до сопирање. Така, кога ќе почне да притиска вената, прави компресија на тие мали артерии во самата кожа и тие не ја хранат кожата. И она почнува да страда. Страдањето го манифестира со промена на бојата ради тоа што нема хранливи материи во истата и тогаш настанува промена на бојата на кожата, па може да се отвараат рани. И тие рани, ако не се третираат вените, тие да се пролонгираат, да се продлабочуваат, да се инфицираат, не дај Боже, и имаме пациенти кои што за жал завршуваат и со ампутација, заради тоа што овие рани се длабоки, улцерни, венски рани, кои што буквално продираат и преку мускулот и до самата коска. Значи не е некој проблем што е, како да кажам, занемарлив, што треба да го занемаруваме ако почувствуваме некои од овие симптоми. Тука само ќе се обратам до нашите гледачи, може од режија да ги спишат телефоните на екранот, па доколку има некој кој што има ваков проблем или некое прашање до денешниот мој соговорник доктор Сашко Николов, кој што е клинички, кој што е интервентен кардиолог и не доаѓа од клиничката болница во Штип, тогаш може да се јави и да искомуницира со нас. Доктор, ајде вака ме интересира која е разликата помеѓу површните проширени вени и длабоките. Значи, кои се, ајде да кажам, сега поопасни така? Видите сега, баш самиот термин длабоки вени кажува дека тие се длабоко скриени во екстремитетите, значи тие се заштитени многу длабоки. Тие се покрај самата артерија, минува длабоката вена, тука и коската, заобиколени се со мускулатурата и тие се доста заштитени. Меѓутоа, што е проблемот кај длабоките вени? Тие не се толку склони на тромбоза, заради тоа што пред малце кажавме, тие се доста добро заштитени вени. Меѓутоа, кога во површната вена ќе настане тромбоза. Тоа е доста болен процес, боли кожата, боли ногата, оттекува црвенило, на допир боли ногата. Меѓутоа, ако оваа тромбоза од површната вена клизне и заврши во длабоката венска циркулација, веќе влегуваме во живото загрожувачка состојба, бидејќи оваа длабока вена целата крв ја носи директно во срцето. И тоа ја носи во десното срце, од каде што крвта директно патува во белодробијата да се оксигенира.
Кога ќе стигне овој тромб во десното срце лесно ќе стигне во белите дробови, ние правиме инфаркт на белите дробови. Не е срцев инфаркт, меѓутоа е исто тежок како и срцевиот инфаркт. Ова е белодробен инфаркт. Ако оваа тромбоза започне да се генерализира, зборуваме ние, значи да се манифестира со едно масивно тромбозирање во белодробната циркулација, може лесно да се спушти назад во преку белодробните вени, во левата предкомора, од левата предкомора во левата комора да стигне и од овде да тромбозата заврши во мозокот. Значи да направиме мозочен инфаркт кај овие пациенти. Затоа ние кога зборуваме за венска тромбоза, ние се плашиме од длабока венска тромбоза. Бидејќи тоа е животозагрозувачка состојба. Меѓутоа, причината за длабоката венска тромбоза се најчесто површните вени, тромбозата на површните вени. Ретко имаме директна тромбоза на длабоките вени, тоа е најчесто кај пациентите кои што имаат малигнитет, кои што имаат некоја карциноза која што генерално предизвикува коагулација на крвта и тоа веќе многу загрижувачка ситуација која што бара хоспитализација, бара интензивно антикоагулантно лекување под супервизија на медицински персонал и ваквите пациенти ги сметаме Имаме гледач, да не не чека, тука ќе ве прекинам малку. Повелете, добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Имам едно прашање до доктора. Левата нога, од коленото надолу, ме боле и двата пршта до малото прште. Болки ненормални. Кога се јавуваат овие болки обично? Одина Доплер, кажаа ми дека сам имало натрешни проширени вени на ногата. Дали е вие променета бојата на кожата на подколеницата? Не ми е променета, докторе. Нема ништо, а болки имам. Што ви кажале дека имате проширени, тоа се најверојатно површни вени? Натрешни вени. Да, натрешни се тие, да. Треба да се направи соодветен доплер, бидејќи кога ние зборуваме за доплер на површните вени, имаме ние главна површна вена предна, што се вика вена сафена магна, меѓутоа имаме и задна површна вена, што се вика мала сафена или викаме ние вена парва. Овие две, предната и задната вена, се поврзани помеѓу себе со така наречени перфораторни гранки. Тоа се гранки кои што некош поминуваат преку фасцијата на мускулатурата, ни самата мускулатура и ги поврзуваат предните со задните. Некош и самата предна вена на неколку места се поврзува и повторно со истата таа перфораторна вена. Треба да се види кај господјава сега која точно вена е проширена, дали се поврзани предната и задната површна вена и врз база на тоа да се одлучи дали треба да се третираат овие вени или не треба да се третираат овие вени. Бидејќи што ми имаме отоци, болка, тежина во ногата, грчеви навечер, чувство на вриење и боцки во стапалот и под коленицата, тоа веќе е сериозен градус 3-4 на венска инсуфициенција и овие вени веќе овој екстремитет или кај овој пациент веќе имаме апсолутна индикација да се прави третман на површните вени. Многу често Значи препорачувате сепак да појде уште еднаш на нека дојде во четврток, во 8:30 може и кај докторот да појдете во клиничката болница Штип. Јас сум баш тој ден на доплер на вени, на кардиологија во Штип. Ќе направиме нов доплер, ќе ја видиме ситуацијата и ќе процениме во кој правец треба да се движи таа пациентка. Што следува, еве сега баш во конкретниот случај, што следува, рековте, третман? Што се прави? Во нашава држава ние имаме перфектна васкуларна хирургија. Морам да кажам дека имаме извонредно добри хирузи кои што и надалеку се познати. Меѓутоа, тоа е стрипингот што го прават хирузите. Тоа е хирушки третман кај што буквално се кине целата површна вена од екстремитетот. Меѓутоа, тоа е и најстарата метода која што е позната за третман на вените. Во меѓувреме имаме развиена радиофреквентна аблација. Тоа е одличен третман кој што се прави само на надколеницата и метода која што ја работам веќе 3 години, која што благодарејќи на мои пријатели, колеги од Европа, успеав да стигнам до тие едукативни центри и тоа се вика склерозација и фиброза на венскиот површен венски систем. Значи правиме комплетен третман на целиот венски систем. Предната, во вториот такт се прави задната вена, се чека месец дена да се видат овие гранки кои што излегуваат од предната и задната вена, дали ќе останат активни или нема да се активираат. Доколку не се активираат, застануваме со третманите. Доколку се активираат, започнуваме и продолжуваме со третманите. Бидејќи до сега
ќе се направи третман на предната вена и застануваат сите лекари тука. И пациентот продолжува за 2, 3, 4 месеци се јавуваат повторно симптомите, повторно се јавуваат болките, меѓутоа ќе дое, тебе е направен третманот, нема што да се прави. Па и не е баш така. Значи венскиот систем е многу, поотоа површниот венски систем е многу да речем агресивен. Он е склон да прави свои природни анастомози или народно кажано бајпасови. Добро. Ние ќе затвориме една, меѓутоа Ќе се ако направи остави друга. мал дел, она ќе си направи гранка преку трета површна вена и ќе се повторно поврзе со длабокиот венски систем. И пациентот повторно за 2-3 месеци, 6 месеци ќе влезе во проблем. Така. И повторно ќе дојде, повторно ќе се жали, тогаш носи чорапи, толку застануваме со целава работа. Меѓутоа не е така. Треба да се направи добра анализа, Така. да се види која гранка, некош и површната гранка може да му направи проблем на пациентот, не површната вена, и треба да се реши и тој проблем. Така да третманот кој што го работиме во Штип е третман кој што дозволува повеќе пати да се употребува истиот третман на една нога, да се решаваат сите вени поединечно и тоа дава еден терминален стадиум на решавање на болеста на површните вени. И не зборуваме ние пациентите наши да ги оставиме после првиот третман да заречеме до тука е нашата работа, не, него ние ги решаваме нашите пациенти додека ги имаат проблемите. Работата е кога ќе завршат со третманот, кога ќе излезат кај нас, веќе да немаат проблем со површните вени. Преку 1050 пациенти имаме направено во овие 2,5-3 години во Штип и можам да кажам дека успешноста е над 95% кај пациентите. 20% од овие пациенти дошли за трета и четврта интервенција, меѓутоа на крајот од денот резултатот е ефикасен во решавањето на површните вени. Значи трајно решавање на површните вени. Генерално во држава, реков јас, преку 55% имаме пациенти со површни вени, од кои што преку 20 до 30% од овие имаат изразени улцерни рани. Да не речеме и Да, декубити многу на често кожата. гледам како ставате фотографии на вистина. Па ние на социјалните мрежи ставаме она што Колку може да знаат граѓаните што може да се случи. Да го види и човек со понежен стомак, ќе кажеме. Така, да. Тоа што имаме сериозни пациенти Уште со полоши. сериозни, многу полоши. Еве моментално имаме од Скопје 20 пациенти кои што се со сериозни рани на нозете. За нивна среќа и за наша среќа и голема радост ќе кажам, после месец дена од третманот раните се од, збориме рани 4-5 години што траеле, за месец дена веќе раните се во една фаза на зараснување. Се уште не се зараснати, треба време за тие, пошто се, да не речам, до самата коска Така. беа тие рани, длабоки рани. Тоа е 2,5 навистина см, 3 страшно. см под кожата беше раната на пациентот и веќе таа е, да не речам, раната изравната со кожата, меѓутоа треба процес да се генерира самата кожа. Така да нашите пациенти ние ги водиме од третманот, од диагностиката, третманот, па се до конечно зацелување на раните и до конечно решавање на нивниот проблем, да не се никош повтори понатаму. И сега кога станува збор за длабоката венска тромбоза, тоа е моментот кога се дава онаа таблетарна терапија за разредување на крвта. Точно. Значи, длабоката венска тромбоза е состојба, како што кажав и пред малку во вашата емисија, дека Многу е посериозна, животозагрезувачка така. состојба. И кажав дека главна причина за длабоката венска тромбоза се токму површните вени, воспалувањето на површните вени. И ние кога ќе направиме тромбоза на површни вени, од било која причина, дали е тоа травма, дали е тоа воспалување, дали е тоа инфекција, може да биде рана на ногата, дали тоа е, не знам, коронавирусот беше Така. многу актуелен, правеше доста чести тромбофлебити. Така. Значи тогаш ние даваме задолжително антикоагулантна терапија. Меѓутоа пак повторно ќе кажам, таа антикоагулантна терапија е да ја разредува крвта во длабоката вена. Не може да ја разредува крвта во површната Површните. вена, бидејќи крвта овде стои. Буквално во површните вени крвта стои. И затоа ние даваме антикоагулантна терапија, тоа се ривароксабаните од 20 мг, апиксабаните од 5 мг, дабигатраните, тоа се од 90 мг, меѓутоа тие ги даваме за разредување на крвта на длабоката венска тромбоза и дополнително на пациентите им даваме локално да мачкаат хепатотромбитска маса, во тој случај кога имаат тромбозирани површни вени, бидејќи во таа фаза не сме да се прави никаков третман, ниту хирушки, ниту ендоваскуларен. Тогаш имаме ризик да се тие тромби случајно откачат и да завршат во длабоката венска стаза, циркулација, и тоа веќе е сериозен проблем
кои што не смееме да го правиме, чекаме месец и пол до 2, некојаш и 3 месеци зависно колкава е таа тромбоза, да се разгради и после правиме третман на површните вени. Некогаш, ако тромбозата заврши во длабокиот венски систем, тие пациенти се хоспитализираат и тие се ставаат на, ние ги нарекуваме нефракционирани хепарини, тоа се даваат на перфузор терапија кој што тече во рокот 4-5 дена. Така. Тоа е под медицински надзор, се земаат времење на коагулација, АЦТ и останати параметри кои што ги следиме додека пациентот хоспитализиран, антибиотска терапија, антиинфламаторна терапија, антиконгестивна терапија. И овие пациенти после 4-5 дена ги свичуваме на ривароксабаните, како што кажавте, таблети во 20 мг и продолжуваме со нив уште 3 до 6 месеци, зависно од што е причината за таа тромбоза. Така да, кога зборуваме за длабока венска тромбоза, зборуваме веќе за животозагрозувачка состојба и морам повторно да повторам, причината за длабоката венска тромбоза ја прави површната венска инсуфициенција. Значи, како да кажам, едно со друго сепак е поврзано на некој видите, начин. целиот организам е поврзан. Ние направивме, пред малку дискутиравме... Сите органи се поврзани и нивната функција еден со друг. Вие спомнавте за артериите на нозете. Да. Самите артерии на нозете и циркулацијата во артериската циркулација е поврзана со венската стаза и со венската инсуфициенција. Доколку имаме пациенти со венска инсуфициенција, ние имаме понапредната артериска склероза. Имаме стенози на периферните артерии на нозете. Так. Значи, ние работиме 2014 година во Штип, стентираме екстремитети и тоа исклучително тешки случаи, кои што биле оперирани, запушиле операциите, стентирани, запушени стентовите и така натаму и така натаму. И ние со години назад сме се среќавале со проблем од кој ќе отвориме артериската циркулација, да венската циркулација не може да ја врати крвта назад. Повторно се враќаме дека овие пациенти со артериска болест имале венска инсуфициенција. И ние сме се чудиле што да правиме до пред 3 години, кога немајки излез од ситуацијата, ќе ја стентираме ногата, она ќе отече, ќе поцрвенее, па ќе тромбозира. И најдовме на еден многу битен податок, кој што го работиме во Штипската болница, каде што паралелно со артериската склероза и стентирање, правиме, а доколку има и венска инсуфициенција, правиме третмани на вените. Така да во еден затворен систем ние решаваме двоен проблем кај пациентите. Решаваме инсуфициенцијата која што е причина за да се враќа крвта назад, а со тоа ја олеснуваме па артериската циркулација да тече полесно крвта низ мускулатурата. Значи ги решавате и двата проблеми. Па фактички се е поврзано. Да. И се е поврзано, ќе се вратиме назад со срцето. И со срцето, не, да. Само би сакала да кажам и нешто околу кардиолошките проблеми, бидејќи сте тука, нели, да ви искористам во однос на информациите до нашите гледачи, да кажеме само уште кога да се побара лекарска помош, за да биде, нели, тоа навреме да се реагира, бидејќи, нели, секогаш кога се доцни со лекарската помош, тогаш е потешко и да се, нели, да се третира. Кога да се побара лекарска помош во однос на проблемите со вените? Значи, кои први симптоми кои што се навистина алармантни дека се случува нешто такво, без да не иде до црвенило, до и така натаму? Ние зборуваме, значи, сега во првиот момент тоа може да се јави кај помладата популација, па и кај повозрасната популација, да се јават видливи површни вени. Добро. Буквално се како поламал прст, проширено парче некој или на некое локално место. Ќе се јават тежина во нозете, поготово може да се јави во едната нога, другата да биде во лет. И таа нога да ја чувствувате кога се движите потешки, ние многу често тоа ќе поврземе и сум се чукнал, ме боли кичмата, изморен сум, можеби чевелот ме стега и така натаму. Наредниот симптом кој што се јавува кај овие пациенти, што е веќе причина алармантна за дека треба да дојдат, е кога ќе си легнат навечер во креветот, кои се покријат со покривката, имаат чувство дека ногата им врие. И многу често ја вадат ногата надвор од покривката, демек да ја изладат, ако ќе си ја фатат, таа е ладна. А има чувство на топлина. А има чувство на тоа, бидејќи венската крв не дозволува артериската крв да ја лесно циркулира крвта. И кога пациенти имаат буквално чувство како боцки на стапалото, во подколеницата, тоа се првите знаци кои што укажуваат дека крвта на вената стои. И буквално ја притиска која, тоа е сензација на болка. Чешањето е сензација на болка. Самото чешање е болка. На кожата го манифестира, кожата ја манифестира болката преку чешањето, а ние викаме само ме чеше. Не, тоа е болка на кожата. Значи чешањето е знак. Чешањето е болка на самата кожа. Дерматовенеролозите го тоа многу добро
знаат и секое чешење, нели викаме ичинг на кожата, они го третираат, го земаат доста сериозно. Ние кардиолозите не толку, меѓутоа дерматовенеролозите сериозно ја согледуваат таа проблематика, бидејќи чешањето е причина за некоја последица уствари за некоја причинителна дијагностика која што треба да се види. Сега тоа чешење, притисокот на венската стаза врз кожата од внатре према надвор е фактички причина за недоволно хранење со кислород и со хранливи материи на кожата. И ние ќе почнеме да мачкаме масти, меѓутоа тоа нема да го реши проблемот нормално, додека не се направи доплерот. Затоа, кога ќе се јават овие симптоми, тешка нога, отекување на ногата, кое што кога ќе ја подигнеме се губи тоа отекување. Болки при стоење во нозете, грчеви во нозете, чувство на боцки, буквално како чувство дека ви прсне кожата, ќе видите дека не е толку отечена. Тоа се веќе први знаци кај што вие треба како пациент да побарате доплер и да се направи соодветен доплер на венскиот систем, да се направи соодветен доплер на артерискиот систем, да се направи една јасна слика каква е ситуацијата на екстремитетите и на васкуларното корито на екстремитетите, за да понатаму се даде соодветен препорака за соодветен третман на истите. Сега постои ли превенција за ова? Бидејќи кажавме дека скоро 55% од нашето население ги има овие проблеми. Па видите, која е превенцијата? Превенцијата е повторно ќе кажам навремена диагностика. Освен тоа друга превенција за површната венска инсуфициенција не постои. Носењето на еластични чорапи ја пролонгира болеста и не доведува нас да се сеќавам првите години кога почнавме со третманот кој што го работиме во државава, кога дојде од Израел докторите и од Турција кои им рефериравме какви вени работиме, вика не може вие да имате џинови во Македонија. Пошто ние зборуваме за венски систем кој што има 24 мм ширина на површна вена. 35 мм. Тоа се огромни вени. Мито кога дојдеа и кога ги видоа, имавме десетина пациенти тој ден собрано, кога ги видоа вените, викаат да, вие имате сериозен проблем со сериозна венска проблематика. Дури добивме, благодарејќи на она што го покажавме како резултат од третманите, добивме еден, да не речам, позитивен коментар од израелската компанија, односно тоа е иноваторот на методата е доктор кој што ја работи проблематиката, дека тоа што го работиме во Македонија не може во Израел. Така да тоа е еден позитивен, да не речем, бенефит за сите нас и сега се прават специјални катетри кои што за амбуланско третирање на вените ќе бидат само за нашиот пазар, ќе речеме за Македонија, бидејќи нашите пациенти со површни вени имаат посебна, да речеме, една посебна анатомија на венскиот површен систем. И те се надевам дека ова се што го говоривме за вените ќе биде од корист на нашите гледачи, бидејќи нели се репризира емисијата, па сите оние кои што ќе ја следат, добро ќе ве сослушаат она што го говорите и ќе го применат ако имаат некои вакви симптоми. Сега, како што кажав, сакам да го искористам вашето присуство, бидејќи навистина некако ми се чини дека барем така се говори дека кардиолошките проблеми после ковид пандемијата се навистина зачестени, многу млади луѓе за жал фатално завршуваат од срцеви удари и така натаму. Како стојат навистина реално работите? Па за време на самата пандемија во клиничка болница Штип работевме активно. Значи ние не застанавме благодарејќи на целата организација која што имаше болницата. Кардиолошкото одделение работеше активно на акутни и селективни пациенти што беа за стентирање. Меѓутоа, она што се случи после короната, 22-23 година, веќе имавме за 30 и нешто, 33% зголемување на бројот на акутни инфаркти, зголемување на бројот на пациенти за стентирање. Ако сме стентирале отприлике 25 до 30 пациенти месечно, ние отидовме на над 45%, над 45 пациенти месечно стентирање. Тоа е навистина. Ако сме имале пациенти со артериски периферни заболувања на нозете, карикирам 5 до 10 пациенти месечно, отида на 20 пациенти, дури не можеме да постигнеме од бројка. Она што не посебно загрижува нас како интервентни кардиолози е тоа што самата болест на крвните садови на срцето не е истата како пред короната. Сега имаме комплетно заболени крвни садови. Немаме фокални лезии кај што со еден стент краток ќе го решиме, значи зборуваме за долги зони на заболување на крвните садови. Сега тоа е последица на самиот вирус
се зборува дека и вакцините имаат улога, што е Па видете сега, во за суштина на вакцините се вистина зборува веќе. реалност. Имам 3 дечиња и за трите дечиња имавме ацелуларна вакцина за сите можни вакцини што се по календарна вакцина ги вакциниравме, меѓутоа се зборуваше дека не треба да се вакцинираат децата од не знам морбили, не треба да се МРП, не треба ова, не треба. Вакцините се само последица на болеста која што е настаната во општеството. Зборам Значи, се конкретно за ковид вакцините, да. Јас се навратив маце за Да, стигнеме до... општо да, тоа значи, веќе ние имавме друг. пандемија на COVID-19, како беше тој вирус излезен во, Така, во од просторите во лабораторија, светот, дали е се докажа, лабораториски, дали да, е дека е биолошко оружје, тоа лабораториски. ние сме премногу мали да го знаеме тоа како Да, меѓутоа држава. имаше информација дека Најверојатно, излезена од претпоставам, пошто лабораторија. вирусот е Да. атипичен за било која медицинска фела. Точно, Не е јасно точно, да, и навистина. ние се боревме првите 6-7 месеци, се боревме со белодробни заболувања за на крај да сватиме дека уствари коронавирусот прави васкуларни заболувања. и невролошки. Па не, он ги напаѓа крвните Практички сите садови на системи. бубрезите, Да, да, на да. белодробието, на нервниот систем, на Така, коронарниот така. систем. И додека го свативме, тоа помина 6 месеци. Почина многу луѓе во Многу. светот, не само кај нас. Да, да. Последицата на инфекцијата со коронавирусот Значи, беше да се издаде вакцина. И сега ние викаме вакцините предизвикуваат. Не, вирусот предизвикува болест. Значи вирус. Вакцината беше само последица на едно заболување кое што мора да се спречи со вакцинација. Не постои друг начин. Така. Или да се заразиме со вирусот за да го прележиме. Ако успееме да го прележиме живи и здрави. Многу, Ама за жал, и- многу наши сограѓани не го преживеа инфекцијата од коронавирусот. Голем број беше тој, меѓутоа голем број прележаа без никакви симптоми, а меѓутоа голем број прележаа со симптоми, а имаше и таков број кои што го прележаа без осет, односно без симптоматологија, меѓутоа завршија со инфаркт. На срце, завршија со Така, инфаркти да, на да, нозе, да. мозочни инфаркти и тоа што беше, го зборувавме за време короната, голем број на пациенти со тромбоза на белодробието. Така. Така да, самиот вирус ги напаѓа крвните садови на организмот, на целото тело. Немаме специфично делување на срцевите, на буквално сите крвни Целиот садови ги систем. напаѓа и затоа ние денеска предпоставуваме Затоа не, се сега треба изголемени бројките на Треба овие тоа во проблеми. поголеми институции да се Јас проучи. мислам дека постојано кога сме говореле на оваа тема дека треба да се направи навистина едно истражување и точно да се утврди со бројки, нели, каде што Во големите институции, истражувачки центри треба да се буквално истражи и да се направи генотипизирање, да сите пациенти кои што прележале коронавирус, дали геномите од коронавирус се засадени и останати во ткивото на крвните садови на пациентите. Бидејќи ние зимавме и праќавме во нашето ману за доистражување, меѓутоа и ние немаме конкретно насока да ја дадеме во ману што да истражуваат. Тромби од нозете што вадевме, тромби од белодробието што вадевме, тромби од коронарните крвни садови, да се доиспита што друго и содржи тоа тромботични материјал. Дали внатре ќе најдеме и имунокомплекси од вирусните компоненти на Значи тоа сепак коронавирус? може да се испита. Па, мислам дека ние во држава ги немаме тие капацитети, бидејќи сепак станува збор за екстремно организирани лаборатории кои што тоа може да го истражат. И не знам до каде тоа истражување, пошто сепак ние сме кардиолози, се држиме до нашиот дел. Така. Ние даваме насоки тоа што ни е на нас воочливо дека е различно од пред короната, го потенцираме и на нашите форуми, на нашите конгреси кај што се ние среќаваме во Европа и во светот, кај што дискутираме за состојбите во кардиоваскуларната медицина и ги даваме насоки дека после короната значително и драматично е променета типизацијата на болеста на крвните садови генерално во човечкото тело. Кардиоваскуларните заболувања се почести кај мажите или кај жените или и тука е иста? Па генерално до одредена возраст мажите доминираат. Тоест додека жените имаат менструален циклус, се заштитени благодарејќи на естрогените хормони. Меѓутоа со коронавирозата се испостави дека и кај младите жени, односно кај жените во активен менструален циклус, репродуктивен циклус, имаме заболување на крвните садови од типот на така наречен СКАТ, Spontaneous Coronary Artery Dissection. Тоа е една процентуална статистичка бројка која што имаме дека некои 1 до 2% од жените би можеле да влезат во таа категорија. Тоа е буквално се расцепува крвниот сад на срцето на пациентите, на жените, кај жените е генерално тоа почеста појава.
и тоа е од непозната етиологија, се претпоставува дека е слабост на зидот на крвните садови и може да пукне. И ова е, да речеме, зголемено во последните години. Или, ради тоа што веќе интервентната кардиологија, благодарејќи на нашите професори, почнувајќи од професорот Кедев па до сите останати, професорот, сега да не ги набројам сите останати, кои што ја започнаа таа фаза на развој на интервентна кардиологија, веќе имаме во Штип, во Струмица, во Охрид, имаме и тоа е добро што е така. Еден од најголемите центри после Скопје, Охрид па Штип, Тетово, Скопје, да не речем клиника, 8 септември, веќе во повеќе места се работи интервентна кардиологија и приватните болници Филип II Систина, каде што се работи веќе интервентна кардиологија и тоа веќе дозволува ние да ги препознаеме, да ги најдеме пациентите пред да направат некоја поголема. Да слушнаме, имаме уште еден гледач при крајот. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Голем поздрав до докторот. Благодариме. Јас сум млад пациент, мај месец, прошлата година 24-та, ми се тести белодробна емболија или ми се откачи тромб во задниот дел на коленото. Сега со терапија сум со оксарелто 20 милиграми и дали треба почеста контрола, зашто јас на 6 месеци ми рекол контрола да правам. Дали имате направено вие ехо на срце? Примерно е многу битно да се знае каква е структурата на мускулот на срцето и валвуларниот систем на срцето и дали ви е направен доплер на нозете? Да, двете ги направи. Одлично. Значи тоа се насоките кои што треба на 4 до 6 месеца да правите доплер на долните екстремитети и кардиоваскуларен преглед, бидејќи тоа е еден начин како ние можеме да превенираме нов ивент. Во однос на терапијата која што ја земате со ривароксабан од ксарелтото од 20 мг, тоа ќе ви биде кај вас доживотна терапија, бидејќи вие сте млад човек и сте имале веќе инцидент на белодробна тромбемболија и наредниот инцидент, доколку не бите заштитени со антикоагулантна терапија, би можел да биде уште поизразен и да се манифестира уште потешко во однос на претходниот. И затоа вие треба на 4 до 6 месеци да си имате матичен доктор кој што ве води, кој што ја познава вашата ситуација и секојаш да имате втори и трето мислење не е лошо, да си го имате како опција во вашата документација. Меѓутоа на 4 до 6 месеци контрола, васкуларна, кардиоваскуларна контрола ќе биде една перфектна комбинација од прегледи за да буквално предвидите и предвидиме ние како лекари несакани инциденти кои што можат да се јават кај вас. Се надевам дека сте задоволни од она што ви го посочи докторот, секако да се одите на редовни контроли и да си ја пијате редовно терапијата, со оглед на тоа дека, како што посочи доктор Николов, дека сте се уште релативно млад, навистина човек. Еве, кога сме веќе кај младите, кој бил најмладиот кој што сте му направиле стент на? Најмладиот пациент беше пред неколку години во клиничка болница Штип на некои 25 или 26 години. Зборуваме на срце. Со акутен инфаркт на срце од источниот крај, дали беше Делчево или Берово, се не ми текнува, младо момче го донесоа во акутен инфаркт и тоа беше најмладиот пациент што сме го стентирале во болницата. Добро, имаше никој вака, например, предиспозиции, обезен или? Па мислам дека не беше обезно момчето. Добро. Тоа беше пред 3 години. И сега нема мака моментално, беше пред некое време на контрола, тоа сега не е обезен сигурно, али не ми текнува дали тогаш беше обезен. Буквално сите крвни садови ми беа здрави, освен тромбозата што имаше на еден крвен сад. Помина со еден стент, краток стент, првен го извадивме тромбот од коронарната артерија, поставивме стент, тоа време имавме опција да поставиме специфичен стент кој што се разградува за 12 месеци и не постои во човечкото тело. Имаше и пациентот таква среќа. И кај тој пациент за среќа негова, он веќе сега е без симптоми, без ослабнато срце, му ја завративме функцијата на срцевата кинетика што ја бараме ние и доброто за него што нема стент во човечкото тело. А имаме пациент 2015 година, исто 27-8 години беше момчето, тој има добиено метален стент, тоа време немавме вакви стентови и исто така и кај него е ситуацијата стабилна. Оно што не загрижува е што имавме неколку пациенти на 27-28 година со артериска болест на нозете.
И имаме се почесто млади луѓе, зборуваме млади, од 18 до 24-5 години, со венска инсуфициенција. Што е причина? Нешто, или што, може би, оваквите контактни емисии како вашата, кои што сепак ние дискутираме за симптомите, дискутираме за состојбата и се пронаоѓаат луѓето благодарејќи на емисиите кои што ги имаме во етерот. И може би тоа е причината за да овие млади луѓе сега дојдат се јават навремено, ќе кажам јас. Пред како е господинот може би имал и што имал тромбоза на поплителната вена, претпоставувам рече во подколеницата, тој имал и површни вени. Во некој стадиум на инсуфициенција, дали тоа било умерен или лесен стадиум на инсуфициенција, имало некаква ситуација. И рачунете дека ако имаме вакви пациенти кои што имаат инсуфициенција, имаат ризик за тромбоза. И ваквите пациенти, ако ги најдеме навремено, благодарејќи пак ќе кажам на вакви здравствени емисии кои што треба да има се повеќе и треба да бидат се во поударни термини, ние ќе имаме подобра превенција. Бидејќи не можете вие на еден пациент во болницата да му објасните превентивна медицина. Точно, превентивна медицина треба да бидат тоа јавни дебати, јавни настапи, да има јавни собери каде што буквално на еден народен начин ќе се објаснуваат симптомите и болестите поврзани со симптомите, за да може секој да се пронеде и да си ја бара решение за маката кај соодветен лекар, бидејќи ние се чувствуваме здрави додека не завршиме во болница. Точно, да. Тоа е македонското немам ништо додека не заврши во болница. Кога ќе заврши во болница, тоа ќе веќе многу боле. Така. Ние тоа треба да го превенираме со вакви, ќе кажам, почит на вашата емисија, бидејќи веќе 12 година. 12 години, значи, ја на почетокот сум бил овде гости. На почетокот, да. И 12 години успешно, да не речем проповедате или објаснувате, давате една здравствена едукација на пациентите, буквално со различни колеги од различни области. Точно, да. Па и имаме колегите кои што се од епидемиолошки дел, кои што во време на короната свативме колку се тие колеги битни. Точно, да. Ме разбирате ли? Дури ние како лекари, епидемиологија, статистика, на нас не битна статистиката. Ние буквално секоја наша работа се базира на статистика, медицинска статистика. Без медицинска статистика ние не можеме да знаеме дали сме во рамките на доброто извршена работа или лошо извршена работа. Меѓутоа, самата корона ни покажа дека буквално сите гранки во медицината имаат посебно и значење и статежина. Така е, да. Доктор Николов, за крај само што би порачале до нашите гледачи? Хранете се здраво, живеете здраво, конзумирате вода во многу големи количини, 3 до 4 литра на ден, посетувајте превентивни кардиоваскуларни, ендокринолошки, пулмолошки прегледи, кај жените прегледи на дојка, гениталиите, кај мажите простатата, дебелото црево, срцето, стрес тестови, ехо на срце, ехо на вратни артерии, доплер на долни екстремитети на вени, бидејќи со правилна превенција ние задржуваме здрава нација, ние имаме активна нација и ние имаме повеќе празни болници. Така, ви благодарам многу за денес. Се надевам дека повторно искомунициравме некако после многу долго време, па можеби повторно ќе ве повикам во некоја од следните изданија да гостувате па да поразговараме за некои други теми, потесни теми, ајде да кажам, од кардиологијата, бидејќи навистина е голема гранка, има многу проблеми, за жал. Ми беше огромно задоволство да бидам повторно во вашата емисија и се надевам дека ќе се видиме и ќе дојдете ви уште кај нас. Така, секако. Почитувани гледачи, ќе ве поздравам и јас тука за денес. Ви посакувам во остаток од денот, имајте добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние ќе се видиме повторно за 7 дена во исто време.